Владата на Република Македонија одлучно и посветено останува и продолжува на определбите за напредување на животот и развојот на лицата со попреченост, како и создавање услови за достоинствено, нивно, социјално и општествено вклучување на принципите на еднаквоста и недискриминацијата. За таа цел сакам да ви информирам дека Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост при владата на Република Македонија на денешната одржана седница, меѓу другото, одлучуваше и за можностите за директно имплементирање на препораките од Комитетот на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост според начелата на Конвенцијата. Имено, после учеството на македонската делегација на 20-та сесија на Комитетот на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост од 9 до 11 септември 2018 година, на која се објаснуваше и дискутираше по иницијалниот извештај на Република Македонија за досега превземените активности, Комитетот ни ги достави заклучоците и препораките според кои треба државата да се движи кон имплементација на Конвенцијата. Меѓу другото, на 20-та сесија во Женева беше потенцирано дека со промената на политичката гарнитура на власт во Република Македонија евидентирани се крупни позитивни придвижувања кон остварување на правата на лицата со попреченост, посебно во делот на усогласувањето на националните механизми со членот 33 од Конвенцијата, деинституционализацијата на децата со попреченост, усогласувањето на антидискриминаторските политики, формирањето на Национално координативно тело за имплементација на Конвенцијата во рамки на владата на Република Македонија и во однос на други превземени мерки. Со добивањето на овие препораки, Република Македонија конечно доби јасен и отворен патоказ кон постапките кои треба да ги превзеде кон постигнување на еднаквоста и унапредување на животот на оваа група граѓани, а кој Националното координативно тело будно ќе ги следи и поттикнува. Денес, согласно постапката за подготвување на предлог програмата на владата на Република Македонија за 2019 година и насоките на Генералниот секретаријат и Канцеларијата на председателот на владата на Република Македонија, Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост при владата на Република Македонија, преку номинираните членови во телото на надлежните министерства им ги предложи препораките од Комитетот на Обединетите нации во вид на предлози, кои пак треба да најдат место меѓу предлозите на министерствата кон предлог годишната програма на владата за 2019 година. Овие предлози препорачуваме министерствата да ги разгледат во временски определен рок и да го информираат телото за предлозите кои би можеле да бидат вклопени во годишната програма на владата за 2019 година, односно да информираат за оние предлози кои во моментов се реализираат преку актуелните нацрт закони и оние кои би се реализирали на среден и долг рок. Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост очекува ефективна и квалитетна соработка од сите чинители во процесот со надеж дека министерствата ќе ги детектираат сите можности за вклучување на што поголем број од препораките како предлози кон предлог годишната програма на владата за 2019 година. Националното координативно тело активно ќе го следи овој процес се до донесувањето на програмата на владата за 2019 година, за што повторно ќе информира јавноста за резултатите од постапката и своите следни чекори.